Во пазувите на Осоговските планини, вгнезден помеѓу Илин врв и Ѓумнечки рид, се наоѓа еден од најзначајните културно-историски споменици во Македонија. Повеќевековното духовно и црковно светилиште, манастирот Свети Гаврил Лесновски во селото Лесново. Голем број на духовни светци, но и културни творци поминале во овој манастир со верба кон христијанството, каде сиот овоземен живот го посветувале на Бога, остварувајќи мисија од изворено значење за духот и повеќевековното обстојување и национално препознавање на идентитетот на македонскиот народ. Манастирот Свети Гаврил Лесновски е изграден во 14 век во селото Лесново, на местото и темелите каде што постоел стар манастир кој го носел името Свети Архангел Михаил. Селото Лесново и манастирот се наоѓаат во кратер на изгаснат вулкан на надморска височина на околу 900 метри. Од Пробиштип е оддалечено 15, а од Злетово 8 километри. До манастирот во Лесново се стигнува по кривулест асфалтен пат, а појавувањето на селото и повеќевековното духовно светилиште обкружено во зеленило внесува немир и восхит кај посетителот. Местото на влезот во Лесново и манастирот е карактеристично и по високите карпи, од каде жителите од овој регион со векови ги изработувале познатите воденични камења, кои ги продавале низ целиот Балкан, па дури и во Солун. Од бројните историски податоци се потврдува дека по сломот на Самуиловото царство, кога започнало силно да се манифестира притисокот на грчкото свештенство, во внатрешноста на земјата, во 10 и 11 век, па и подоцна, во тешко достапните терени никнуваат повеќе значајни манастири со словенско монаштво и словенски пустиножители. Меѓу нив се споменува и манастирот Свети Архангел Михаил во Лесново. Се предпоставува дека овој манастир е изграден во 11 век, а со какви димензии и како изгледале оваа првобитна црква не е познато. Според податоците се смета дека оваа црква постоела, иако доста разрушена, до 14 век, кога на низините темели во 1341 година е изграден денешниот манастир Свети Гаврил Лесновски. Овој манастир е посветен на испосникот и светец, пустиножителот Гаврил, еден од познатите четворица испосници кои целосно посветувајќи го животот на христијанското учење, својата животна филозофија ја спроведувале одделно од светот низ пост, самотија и молитва кон Бога. Според житието на преподобниот, отец Гаврил Лесновски е роден во Осичко поле, во многу богато и благочестиво семејство. Целиот свој живот го посветил на Бога и Светиот Дух, а со молитвите ги победувал сите лоши страсти. Според преданијата, Гаврил Лесновски, заедно со Јован Рилски, Јоаким Осоговски и Прохор Пчински, утеха во животот барале во самотниот живот, исполнет со молитви и испосништво во некоја пештера во близина на Лесново. Постојат повеќе преданија како четворицата испосници се разделуваат и заминуваат во други краишта, и дека Гаврил Лесновски еден период живеел сам во некоја пештера, обстојувајќи со една црвена коза која го хранела. Светецот Гаврил, според житието, починал на Облофрит. Неговите мошти се погребани во Трново, а по извесно време биле пренесени во манастирот. Користејќи го познатото име на Лесновскиот манастир и големата љубов и култот кон пустиножителот Гаврил, последниот моќен деспот Јован Оливер, кој владеел во Овчеполието и Лесновскиот крај,
очувот на цар Душан дал средства и изградил монументална градба, која според сочуваниот надпис била завршена во 1341 година. Ја изградиле на темелите на старата црква. Мокиниот деспот Јован Оливер на манастирот му подарил големи имоти. Истовремено манастирот го предел на светогорските хиландарски монаси, но за кусо време повторно станал самостоен. Се до 1347 година новоизградениот манастир во Лесново имал степен на игуменија, но цар Душан го издигнал на степен на епископија, одредувајќи го за седиште на новооснованата Злетовска епископија. Во тоа време манастирот имал големи имоти, пасишта, шуми, лозја и, според преданијата, повеќе села, така што се вбројувал во редот на најбогатите македонски манастири. Во манастирот се создаваат и услови за монашки живот, а се споменува дека тогаш имало преку 200 монаси и калугери. Монашкиот живот на овие простори, поточно во овој крај тука, во Лесновскиот крај, започнува со доаѓањето на светиот Гаврил Лесновски, односно со четворицата постојножители кои што живееле во овој крај тука, се подвезувале, се договориле четворицата да отворат 4 општежителни манастири, така да свети Гаврил останува како најмлад тука и го подигнува монашкиот живот на висок степен. Црковните учители ни велат дека после словенските просветители Свети Кирил и Методи и нивните свети ученици Климент Навов, Сава Горос и Ангелари, продолжувачи на словенската писменост се овие четворица постојножители, а исто така и продолжувачи на оној духовен расадник кој што Свети Наум го посадил на бреговите на Охридското езеро, каде што се воспитувале многу монаси во духовниот живот и кои што биле семе за нови монаси на секаде низ светот. Така и тука светиот постојножител Гаврил собрал голем број на монаси, основал големо братство, одпрвен живејќи во пештерата, во близина на Пештерската црква посветена на Успение на Мајката Божја, каде што им била и соборна црква, а подосна го гради овој манастир тука, со киновецко живење, со заедничко живење, каде што тука собрал голем број на монаси, исто така и околу манастирот градат уште 22 скита, каде што имало и монаси кои што живееле во скитовите и кои што доаѓале во неделите тука на соборна литургија, на заедничко богослужение. Светиот Гаврил Лесновскиот, како го организирал монашкиот живот тука, заминува во местото Облово, на источно од Лесново, и таму го завршува својот овоземен живот, од каде што се преселува во вечноста во Царството Небесно, за кое што тежнее секоја монашка душа и секоја христијанска душа која што го бара Бога. Монашкиот живот тука бил доста расширен и познат, така да се вели кога осмалиите доаѓаат во овој крај, во манастирот имало околу 300 монаси кои што биле братство на овој манастир и кои што не само што биле монаси, туку тука знаеме дека имало и препишувачка школа, каде што се препишувале богослужбени книги, исто така имало монаси кои што биле задолжени да бидат учители, да го писменуваат населението, поточно во Источна Македонија, каде што оделе по градови и села и го описменувале населението. Монаштвото исто така придонесува голем развој и за населението тука, кое што, иако не било доста наобразовано, исто така и не било многу упатено во секојдневниот живот, сепак придонесува за да околу обработка на земјата, калемење на дрвца и сите оние култури со кои што се бавеле луѓето, монасите им овозможуваат да им се олесни исто така и работата. Инаку, како што дознаваме дека покрај манастирот, откако се развил манастирот и економијата во манастирот, во 13-тиот век се развива и селото, заживува покрај манастирот и тука заживува и економијата на манастирот. Монашкиот живот во овој крај, поточно во нашата света обител Лесновска, цути се до 50-тите години, кога се протерани последните монаси од тука од манастирот, и тогаш
згаснува монашкиот живот во овој манастир. Инаку од почетокот, од како е создаден манастирот, од почетокот на 11 век, па се до 50-тите години во наше време, манастирот имал монаси, имал активен монашки живот и манастирот бил еден образ, еден патоказ кон вечноста кој што ги опатувал луѓето кон Царството Небесно. За жал, реков, 50-те години изгаснува монашкиот живот тука, се до 70-тите години кога доаѓа блажено упокоениот епископ Гаврил Светогорец, кој што подоцна постанува и епископ, повторно го заживува манастирот, повторно го возобновува монашкиот живот и така повторно почнува да цути монашкиот живот во овој свет манастир. Но 1990 година тој се преселува во Царството Небесно, во вечноста за која што се подготуваше целиот свој живот и манастирот повторно останува до 1997 година без монаси. 1997 година, со моето доаѓање тука, повторно се возобновува монашкиот живот и веќе манастирот е активен, конаците на манастирот веќе се исполнети со монаси, така да почнува да заживува одново монашкиот живот во овој манастир, во овој древен манастир, кој што бил голем расадник за духовност, за култура, за писменост и така натаму. Сега рековме манастирот е активен, има братија во манастирот и се надеваме дека полека по полека ќе се намножи братството и манастирот ќе заземе она улога што имал во минатото, како просветителска дејност, како духовен центар, кој што ги насочува луѓето кон доброто, кон Царството Небесно, кон вечноста, кон својот Создател, кој што го создаде светот и не повика сите нас да бидеме свети. Основата на Лесновскиот манастир има форма на рамнокрак крст, впишан во првоаголно пространство. Куполата е изградена врз 4 јаки столба со првоаголен пресек. Олтарската апсида од надворешната страна е шестострана. Неколку години подоцна, кон црквата бил дограден отворен трем, а 2 века подоцна додзидана е припрата. Во периодот на 17 век, околу манастирот биле изградени монашки келии и трапезарија, а подоцна и конаци. Меѓу конаците изградена е висока 4-катна кула, што служела за одбрана, а сега е камбанарија. Целиот манастирски комплекс е ограден со висок ѕид, а се влегува преку 2 порти, каде што има чешми. Чешма била изградена и во дворот на манастирот, каде се наоѓа повеќе вековна, многу разгранета и бујна црница. Фреско живописот на Лесновскиот манастир спаѓа меѓу најдобро зачуваните фреско ансамбли во Македонија. Економската моќ на манастирот овозможила и нашла одраз во декорацијата на новоподигнатиот свет храм, за што биле ангажирани неколку врвни мајстори, чии што имиња не се знаат. И во Лесновскиот манастир, како што е вообичаено за средниот век, ликовите на владетелите и на ктиторите земаат истакнато место во дзидното сликарство. Ликовите на цар Душан и неговата жена Елена, како и на ктиторот на манастирот Деспот Оливер и неговата жена,
Потоа ликовите на двајцата епископи, Јован и Арсение. И на Архангел Михаил. И пустиножителот и чудотворец Свети Гаврил доминираат во внатрешниот дел на композициите. Најголем дел од живописувањето на манастирот е изработен во 14 век, при што е покажана голема креативна моќ. Освен архитектурата и богатиот фреско живопис, особеност во овој манастир представува и иконостасот изработен во резба, што е дело на мијачките копаничари, предводени од познатиот мајстор резбар Петре Филиповски од селото Гари. Иконостасот е работен од 1811 до 1814 година и представува врвно мајсторство во копаничарството. Лесновскиот манастир од секогаш имал големи имоти. Уште во 12 век се споменува дека во манастирот живееле и работеле преку 200 калуѓери и монаси. Познато е дека рударството во овој крај било од секогаш развиено и на манастирот му плаќале големи закупнини. Злетовските трговци биле должни да плаќаат годишен данок, а во непосредна близина на Лесново со векови се ваделе воденичните камења, па приходи имало и од оваа дејност. Околината на манастирот располагала со големи пространи пасишта за одгледување на крупен и ситен добиток, а приходи доаѓале и од многуте воденици на Злетовска река. Постои податок дека имало преку 30 воденици. Не биле мали, ниту пак приходите што манастирот ги добивало од другите имоти, а луѓето носеле многу дарови. Но во времето на турскиот период, манастирот запаѓал во неволји и сиромаштија како и сета раја, особено по задушувањето на бунтовите и востанијата. Но значајно е да се одбележи дека Лесновскиот манастир не бил гибнат од турците, иако многу такви свети христијански објекти биле уништувани. Според преданијата, кога цар Мурат тргнал за пресметка со србите на Косово и кога дошол до Лесновскиот синор, бил изгладнет. Бидејќи добил леп од едно овчарче од Лесново, велејќи дека лебот е манастирски, Мурат заповедал овој свет христијански храм да не се урива. Лесновскиот манастир низ целиот среден век играл видна улога како центар од каде што се ширела словенската писменост. А тука постоела и познатата припишувачка школа која заедно со попознатата Охридска низ векови представувале две најзначајни средишта за зачувување на словенската писменост и македонската самобитност. Според професорот Александар Апостолов,
Во овој дел од Македонија најзначајна е Кратовско-Лесновската книжевна школа, која оставила многу творби кои се материјални сведоштва за цивилизацијското и културно обстојување. А како подкрепа на ова, нека послужи и карпестата уметност во целиот Осоговски регион, како и теракотните икони најдени во Виничкото кале, што имале силно материјално, но и културно и духовно влијание кај луѓето. Со усвојувањето пак на кирилското писмо, многу порано се јавила потребата од преведување на многу книги од грчки јазик, токму за потребите на жителите во богослужбата. Лесновскиот манастир и блиските поголеми места Злетово и Кратово секогаш активно учествувале во крупните настани, играјќи важна улога во нив. Првите познати книжевници во Лесновскиот манастир што досега се познати биле Станислав и Партениј во 1330 година, кои напишале познати литературни дела. Ракописите главно биле пишувани на пергамент или штавена кожа. Меѓу поважните ракописи од 16 век создадени во Македонија е и Библијата Лесновска, како и повеќе дела на поп Јован и неговите ученици. Познат книжевник во 17 век во Лесновската школа е јеромонахот Константин. Во Лесновскиот манастир постоеле и преси и имало и можности за поврзување на книгите. Освен што Лесновскиот манастир имал книжевна продукција, од каде што биле испраќани книги во другите краишта, на манастирот му биле подарувани многу книги за манастирската библиотека, која имала богат книжен фонд. Според професорот Апостолов, од сопствената продукција на Лесновскиот манастир и книжевната Кратовска школа, потоа од подароците што ги давале видни луѓе, христијански верници, била создадена голема библиотека со разновидна литература, но и мощне ценети ракописи кои имаат огромна важност за културното наследство на овој книжевен центар, па и пошироко. За жал, најголем број од овие непроценети книжевни дела во подоцнежниот период биле разнесени во поголемите центри на Балканот и пошироко. Со векови Лесновскиот манастир, ова ретко сахрално светилиште, било слободарски пункт, особено за христијанското население, кое наоѓало сигурно за солниште пред нападите на турскиот аскер. Истовремено, свештениците во македонските манастири се јавувале како идејни водачи на отпорот против исламизацијата и теророт, и од народот се сметале како чувари и заштитници на македонската народност. Во тоа со векови предначале свештениците и монасите од Лесновскиот манастир. Во манастирот, свое засолниште, наоѓале цели ајдутски чети. Во Лесновскиот манастир во подоцнежниот период бил и важен револуционерен пункт во националното револуционерно движење во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Со доаѓањето на Даме Груев и на Гоце Делчев во Штип, се развила интензивна револуционерна активност во цела Источна Македонија, а Лесновскиот манастир бил сигурно место и база каде се подготвувале многу револуционерни активности. Калугерите од манастирот ги прифаќале многуте форми на отпорот, а многу пати и самите земале активно учество во борбите, несебично давајќи жртви за слободата на македонскиот народ. Голема револуционерна активност се развила во Лесновскиот манастир кога за игумен во 1895 година дошол јеромонахот Козма со 18 калуѓери. Карактеристично е што во пролетта 1896 година Гоце Делчев престојувал во Лесновскиот манастир и се состанал со игуменот Козма, а потоа овој револуционерен пункт развил засилена револуционерна активност. Во подоцнежните години, особено по Балканските војни и Првата светска војна,
Речиси и не се превземаа никакви активности за одржување на она што беше изградено, па многу објекти почнаа да пропаѓаат. Со решение од 27. јули 1950 година, Лесновскиот манастир има својство на споменик на културата, а подоцна започнаа и повеќе конзерваторски работи, како на манастирот, така и на објектите. Последните неколку години во Лесновскиот манастир се одвива монашки живот, а во летните месеци се одржува и Лесновската ликовна колонија, која представува продолжување на творечките дејности. Денес Лесновскиот манастир и неговата околина се многу значајно место за чести посети на добронамерниците од земјата и од странство. Сепак, најмасовно Лесновскиот манастир е посетен на 28 јануари, кога на денот на Свети Гаврил и на 21 септември на Мала Богородица, Лесновскиот манастир собира многу народ. И така низ долги временски и обштествени промени, и денес Лесновскиот манастир, кој е најзначаен средновековен споменик на културата, обстојува за да сведочи за времињата и премрежијата, за заложбите на луѓето кои го изградиле, го украсиле, за да се здобие со бројни имоти и дарови. При тоа, надарените црнорисци оставиле пишани траги да стојат во манастирската библиотека и да сведочат за духовното богатство. Многу напишани и насликани творби од ова духовно светилиште од средновековието ги красат библиотеките и културните центри на Балканот и во Европа. Ке беше поубаво ако се што е од манастирот и му припаѓа на манастирот, да биде и денес во него. Но и така Лесновското духовно христијанско светилиште обстојува низ векови, ја негува македонската самобитност и ќе остани во иднина со векови да ја чува.